Денеска во земјава влегува нова инвестиција, конкретно за воена опрема. Од кога е, како и кој ја донесе пред се? Ова инвестиција фактички е од минатата година. Имаме подпишано договор за државна помош согласно Законот за финансиска помош и во овој контекст се работи за пуштање на фабриката која всушност беше поддржана со тој договор. Инаку самата компанија Техспорт поттекнува од Австрија со австрийски капиталија и екзистира, односно произведува против пожарна заштитна опрема. Исто така се познати на меѓународниот пазар и во нашата држава имаат веќе на неколку локации. Ова е новата инвестиција, последната, која што всушност и денешнава фабрика е пуштање и церемонијалното официјално отварање. Инаку таа веќе работи, има 230 вработени со тенденција да уште 140 вработени имаат во иднина во оваа фабрика конкретно. Така, конкретно, кажете ми колку инвестиции освен ова изминатиот период се влезени тука кај нас во земјава? Ова е широко прашање, инвестиции се влезени, значи фабрики кои што се градат, тие се над 30, значи тоа има во зоните, надвор од зоните, се работи за секојдневни активности во рамките на инвестицијските вложувања. Така, конкретно ново отворени? Конкретно ново отворени Не, со оглед на тоа дека постојано имате активности, прашањето ми е, еве, само оваа година колку од фабриките се отворени? Конкретно еве во Скопје, во зоната Бунарџик, поширокиот регион. Јас како бројка не можам да ви сумаризирам. Значи ви реков дека над 30 фабрики тие кои што се веќе градат, тоа се значи и означено и нивното почнување на градба. Кога ќе во фаза на градба. Во фаза на градба. Значи ова е денес еден пример на кој што е пример на отворање на фабриката. Конкретно ве кажете ми, ќе имаме нов министер за странски инвестиции, очекување од него? Видете, јас не можам да кажувам лично за очекување на некој министер што се уште не почнал со работа, нели? Можам да си кажам за работата на својот кабинет, така да останува да видиме како ќе... Задоволни од досегашната работа, конкретно од вас и од постигнатите резултати? И јас лично сум задоволна од својата работа, имајќи во предвид дека веќе имаме подпишано, јас со мојот кабинет, односно јас имам подпишано 3 договори со странски капитал. Исто така имам подпишано и 25 договори кои што се во рамките на територија на Република Македонија, на Република Северна Македонија, кои што се со потекло мешано и од странски и од домашен капитал, согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите, така да во фаза се уште неколку компании со кои што преговараме и од земјата и од странство. Значи, она е важно и што сакам да го нагласам при подпишувањето на договорите, ние не правиме разлика во нашите политики дали е некој од странство или од нашата држава. Значи, условите се исти, инсистираме на транспарентност, на однапред познати критериуми, тоа е најважното што треба секој инвеститор да го има како сознание. Не бевте фер.